Добар ден и добре дојдовте на часот по македонски јазик и литература за прва година средно стручно образование. Денешниот час е за видовите на уметност, односно за литературата како уметност. Цели на часот се да ја дефинираме литературата како уметност, да ги именуваме белезите на литературата со кои ќе ја класифицираме како посебна уметност, да ги разликуваме јазиците на другите уметности и да ја сватиме разликата помеѓу комуникативната и естетската функција на јазикот. Ова е вобидна лекција, вие во наредните 4 години ќе ја проучувате литературата преку нејзината историја, ќе ја проучувате литературата уште од нејзините почетоци, нејзиниот развој, периодите и специфичностите на секој посебно дело. Интересно кај литературата е што таа во себе ја опфаќа и на некој начин ние се гледуваме човечката култура, човечката филозофија, историјата, духовноста, вербата во човештвото, падовите и успеси. Преку литературата човекот станал создател на многу нови светови во кои ние како читатели можеме да присуствуваме. Преку едно книжевно дело можеме да присуствуваме во друга временска епока, во друга земја, во друг свет. Емотивен и разумски. Можеме емотивно и разумски да следиме различни ситуации, херојство, љубов, создавање на нови светови, да откриваме и проценуваме различни карактери, да се запознаваме со начините на човечкото размислување, да научиме како еден проблем може да се гледа на различни начини и да развиваме нашата интелектуална мисла. Од ова се гледа дека литературата е поврзана со многу области од целокупното човеково знаење, со историјата, со филозофијата, социологијата, психологијата, религијата. Но литературата сама по себе не е ниту историја, ниту психологија, туку една посебна уметност. Античкиот филозоф Аристотел зборот уметност го објаснува со поимите мимеса, односно подражавање или имитација. Сите уметности ја подражаваат стварност. Книжевноста е подражавање со говор. Човекот уште од прастави времиња го опишувал и со тоа го осмислувал светот околу него, покрирал преку различни изрази. Човекот имал потреба да го осмисли светот со различни верувања, обреди и при сето тоа го користел јазикот како средство за давање на смисла на светот кој го окружува. Во зависност од средствата како го присликувам светот, дали преку јазик, дали преку слика, дали преку тон или глас, денес имаме посебни уметности. Потеклото на уметноста се смета дека е од првобитниот спој на музиката, текстот и танцот, кој е наречен синкретизам. Синкретизмот е во прастарите времиња или времиња кога не ја запишува човекот својата историја, но постоеле танцот, пеењето, говорот како текст во еден спој за да пренесат различни ситуации. Со постепеното изделување на средствата и начинот на изразот и првичен синкретизам денес ги изделуваме следните уметности: музика, вајарство, танц, филм, сликарство, литература и архитектура. Уметностите се поделени на временски, просторни и просторно-временски. Литературата и музиката се временски уметности. Литературната творба се изведува и се восприема во времето. Дури и нејзиното толкување и значење се менува во времето. Изразно средство на литературата е јазикот, а на музиката е тонот и гласот. Сликарството и вајарството се просторни уметности. Изразно средство на сликарството се боите, а на вајарството се материјалите.
камен, дрво, мермер и така натаму. Филмот, театарската уметност и танцот се просторно-временски уметности. Покрај наведените уметности, постојат и применети уметности, резба, филигран, кои се вид на занаети по кои човекот преку искуство достигнал совршенство во изработката. Што е литература како уметност? Постојат повеќе начини и обиди да се дефинира литературата. Едни од тие дефиниции се следните. Литературата е уметност на зборот. Литературата е особено организиран јазик. Литературата е имагинативно пишување, фикционално пишување, односно пишување кое не е буквално вистиното. Во минатото литература означувала писменост, начитаност, познавање на писмо и граматика, односно општа образованост. Во средниот век не се правела разлика помеѓу општа и уметничка литература, книжевност, и се што било напишано и објавено се сметало за литература. Постои и устна книжевност, која не се запишувала, туку се пренесувала од колено на колено и со тоа постојано било изменувано. Денес имаме два термини, литература и книжевност, кои ги сметаме за синоними, односно денес не сметаме дека се што е напишано е уметничка литература, туку имаме одредени специфичности преку кои определуваме дали едно дело ќе го прифатиме за уметничко или не. Значи, се што е објавено, се што се објавило, не сметаме дека има уметничка вредност. Како едно дело ја добива таа уметничка димензија? Јазикот е средство за комуникација, за пренесување на информации, за соопштување. Но кога јазикот го користиме со едно ново значење, кога го обликуваме во дело, во одреден текст, со своја структура, кога создаваме со јазикот нов свет за себе, во кој зборовите добиваат дополнително или преносно значење, кој произлегува од контекстот, тогаш имаме едно книжевно дело. Денес многу дела и литературни видови спаѓаат во книжевност. Мит и митологија, устна литература, народно творештво, поезија, епска песна, драма, расказ, роман, новела, лирско-епски видови и така натаму. Кои се белезите на литературното дело? Спомнав јазикот, кој не е употребен во таа негова комуникативна функција, туку во литературата јазикот е особено осмислен, односно се употребуваат стилски изразни средства, сликовите јазикот, емотивен, ритмичен и го изразува стилот на еден автор или уметник. Темата, идејата, мотивот, композицијата, поетските слики, стилот, фабулата, диалогот, монологот, емоциите, дејството и така натаму. Постојат повеќе различни начини на гледање на што е тоа книжевност и како треба да ја дефинираме. Сите тие дефиниции различно се толкуваат низ времето. Останува дека книжевноста е убаво изразување, уметност на зборот, творба на човекот да врши пренос на знаење и емотивно да делува кај читателот. И литературата или книжевноста како медиум за комуникација помеѓу генерациите. Ви благодарам за вниманието.